Добро вечер, уште една нова дневна доза на Рапорт со Јофе. Како што веќе знаете, утре на полноќ е последниот рок за поднесување пратенички листи за предстојните парламентарни избори. Токму затоа, јас тука ќе морам да ве напуштам и да одам да ја подготвам листата која ја предводам јас. Ма не би го направил јас тоа. Останувам со вас се до крајот на светов. А тоа е некаде во декември следната 2012, што значи немаме баш уште многу време, па дај да завршиме работа побрзо. Значи, веќе реков дека утре вечер е последниот рок за предлагање на листите, па сосема нормално е тоа што во текот на претходниве денови новинарите прашуваа што ќе се случува, кој со кого и како ќе се испроба на 5 јуни. Слушаме прашање на А1 упатено до премиерот и председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Дали е точно дека тешко се договара владината коалиција, кога ќе излезете со партнерите и ќе ги коментирате ли предпоставките дека ВМРО ДПМН се подготвува за силна опозиција? Благодарам. Ова прашање вчера беше отворено од А1 со укажување дека ќе се намали бројот на наши коалициони партнери. Можам да ви информирам дека Чекајте, премиере, ќе не информирате се што треба, само дај прво да расчистиме со првиот дел од вашиот одговор. Кажувате дека ова прашање било отворено од А1. Тоа треба да значи дека сте гледале А1? Премиере, бе, немојте да гледате А1. Лажат тие, тоест лажеме ние. Да, такви сме. Аман, ве молам, немојте да гледате А1. Ќе слушнете некоја лажна информација, ќе ја поверувате и после... сега, ако сте нагости кај некого и тој има пуштено А1 и вие сакале не сакале мора да гледате, внимавајте. Како беше тоа со резервата? И ова е уште една прилика да повикам до сите граѓани на Република Македонија информациите кои што доаѓаат од А1 телевизија и весниците Време, Шпиц и КХР да ги земаат со сериозна резерва и добро да ги проверат пред да почнат да им веруваат. Ете така, премиере, вие тоа го знаете најдобро. Само имам една дилема според ова што го кажувате. Сите информации кои доаѓаат од А1 весниците од Перо Наков треба да се земаат со сериозна резерва и добро да се проверат, така? Сега, ако имаме во предвид дека вашава изјава што току беше пуштена на А1, а сите информации кои доаѓаат од А1 треба да се земаат со сериозна резерва и потреба за проверка, тогаш и ова информација треба да се земе со сериозна резерва и потреба за проверка. Што значи, почитувани гледачи, би ве замолил изјавата во која премиерот Груевски вели дека сите информации кои доаѓаат од А1 весниците од Перо Наков треба да се земат со сериозна резерва и добро да се проверат, да ја земете со сериозна резерва и добро да ја проверите пред да почнете да ја верувате. Под кај знаете, на крај после проверката може да испане дека ова информација не е точна и информациите кои доаѓаат од А1 весниците всушност не треба да се земаат со резерва и потреба за проверка. Некако премногу комплицирано испаѓа вака. Ајде да поедноставиме. Премиере, за ваше добро, немојте да гледате А1. Еве сега, земете го далечинскиот и најслободно сменете го каналот. Јас си одам, ама од кај знаете што ќе кажат другиве после мене. Посебно на лоша на Джеврие после 8. Ај сега, чао.